Универзална сала ќе блесне со нов сјај. В понеделник ќе биде донесена одлука кој ќе биде изведувач на целосната обнова на овој значаен културен објект. По повеќе од една деценија Скопје ќе добие концертен простор по сите стандарди. Едната постапка е завршена, а втората е во фаза на евалуација. Моментално комисијата работи. Се информирав и од Сабајле дека комисијата веќе работи, веќе се во завршна фаза и дека во понеделник треба да се донесе одлуката за избор. Претходниот тендер, распишан лани, пропадна пошто постапката беше вратена на почеток. Надлежните сега уверуваат дека обновата ќе заврши навреме и салата ќе биде готова до 2028 година, кога Скопје ќе биде европска престолнина на културата. Целата изградба треба да чини околу 20 милиони евра, распределени во 3 буџетски години. Универзалната сала почна да се реновира предизборно, на крајот на мандатот на градоначалникот Петре Шилегов, а потоа градежните активности целосно запреа. Обновата продолжи по 2 години, но во април 2024 избувна пожар на градилиштето пошто работите повторно запреа. Според проектот, новата универзална сала треба да има капацитет од 1200 седишта, наместо како претходно 1500, но затоа ќе има поголема сцена и поширок простор за публиката. Надлежните велат дека ќе бидат запазени сите безбедносни и енергетски стандарди, а ќе биде вградена и најсовремена сценска техника. Инаку универзалната сала беше изградена во 1965 година како дел од постземјотресната обнова на Скопје, а низ децениите прерасна во култен културен објект.